14-годишна тинејџерка ја нема, се трага по нејза од понеделникот исчезна. Каков е ставот на Мегеш и односно што превзема Мегеш? Ние веднаш се обративме до нашите партнерски организации, Европската мрежа за исчезнати деца во Брисел, тоа е специјален број 116000. Во Србија се обративме до партнерската организација Центар за исчезнати и занемарени деца и во Албанија, Тирана, до Центарот за детски права. И оттаму ги мобилизира институциите за да се раздвижат нештата, за да се евентуално пронајде девојчето. Она што го сторивме исто така, ги информиравме Министерството за внатрешни работи за превземените наши активности и очекуваме оттаму да не информираат што тие исто така превземаат. Она што недостига во Македонија е да се воведе тој специјален број 116000 за исчезнати, грабнати, киднапирани деца, нешто што недостига, и да се воведе и да се активира платформата Најдиме, нешто што треба брзо да се интервенира кога некој дете ќе биде исчезнато, посебно првите 8 часа до 24 часа, до 48 часа медиумите да известуваат на секој пола часа, потоа и на час, за да може на време да се спречи евентуалното излегување од граница или да се најде сторителот на грабнувањето на детето на време. Поминати се веќе 3 дена, како што напоменав. Дали сметате дека институциите прават доволно, се ангажираат и граѓаните, роднини, пријатели, социјалните мрежи се преплавени со слики од Вања, слики на улици закачија со нејзиниот лик. Дали сметате институциите дека доволно прават? Или можеби нешто повеќе да се направи? Граѓаните се активни по социјалните мрежи, ве гледам и децата лепат плакати со нивното другарче, со ученичка. Она што мислам дека не достига е брза интервенција секако на полицијата, затоа што во спрега со операторите за да го детектираат и лоцираат на местото каде што детето евентуално било киднапирано, грабнато, исчезнато и да се најде сторителот. На тој начин ќе му се попречи можноста да повторно да ја напушти границата, да биде во Македонија, за да може граѓаните се активни по социјалните мрежи, но повторно ќе кажам, клучата кај Министерството за внатрешни работи и мислам дека тие се тие кои треба да оперативно технички да делуваат брзо и навремено. А исто така, мислам дека е важно и родителите да поведат поголема грижа, мобилност околу тоа каде се движат децата, што прават. Во училиштата недостига превентивни програми, децата да препознаат несоодветно однесување на возрастите, да не бидат заведени, изманипулирани и грабнати. Така, сме веќе кај тоа, дали има доволно кампањи во училиштата? Споменавте дека недоволно се обрнува внимание, дали има доволно кампањи? Има кампањи за сајбер насилство и за меѓуврсничко насилство, но ваков тип на кампањи препознавање несоодветно однесување на возрастен или заведување или не знам што се може да се случи, не достига. Децата мора да ги препознаат несоодветните однесувања на возрастните и да бидат внимателни околу стапување во контакт.